Јас на одбрежувањето на Гладоморот започнав со една реченица: историјата ги запишува неголемите трагедии во минатото, но не само гласноста на злоделата на лошите луѓе, туку и страшната тишина на добрите луѓе. Тоа беше паметење на едно далечно минато, а денес сме собрани на една година од почетокот на руската агресија врз Украина. Мојот кус говор денеска ќе го наречам една година од битката за Европа, ќе појаснам зошто. Бидејќи вакво нешто Европа не памети од крајот на Втората светска војна, на брутална агресија со конвенционално оружје, некако во време на глобализација, на време кога човештвото на некој начин се обединува и на економски и на културен план, Европа повторно е зафатена како во минатото со еден страшен чин. И секогаш го поставува прашањето на многу мои колеги и на наши политичари, дали некој размислуваше што ќе се случи со Европа, доколку рускиот план за инвазија успееше во планираниот период од една недела. Дури му се предлагаше и на председател Зеленски да ја напушти Украина. Речиси сите беа убедени дека тој план ќе успее, дека нема алтернатива, но храброста на украинскиот народ покажа дека тој план не успеа. Не успеа и од тогаш започна една мобилизација на европските земји, од тогаш започна да се дава секаква помош на Украина, украинскиот народ, но јас ќе кажам дека опомените кои што неколку пати ги напоменав, последица од шпанскиот грип е појавата на фашизмот, последата од пандемијата со COVID-19, гледаме уште една таква појава, со самото тоа што русите ги вратија термините античка Русија и денацификација, на многу начин ме подсетуваат на тие далечни времења. Не знам зошто да се ослободуваме од национал-социјалистичко влијание после 70 години, но во војните и во интересот нема логика, така што сето тоа е духовна храна за да на некој начин го придобие рускиот народ за она што се случува и денес. Мора да кажеме дека денес имаме нови европјани, европските држави не се како некојаш, значи веќе немаме национални држави, станува збор за мултикултурна Европа, како што некои мои колеги ги нарекуваат нови европјани, но она што ме плаши е што дека не смееме да дозволиме битката за Европа не може да остане само на Украина. И затоа од оваа говорница апелирам дека навистина европските држави мора да се обединат, бидејќи воспротивно падот на Украина ќе значи и така веќе деструкција на економски план на Европа, но ќе значи можеби и крај на Европа и на новите европјани. И затоа секогаш велев дека нашето општество многу е мало, но колку што можеме, и благодарно себе и до господин Джабер Дерала и за сите овие активности кои се преземаат, да на некој начин апелираме на нашето општество да се зголеми таа поддршка и да се зголеми помошта која ќе се даде на украинскиот народ, бидејќи една година од војната значи не само деструкција на инфраструктура, не само губење на човечки животи, туку и далеко сежно губење на материјалните и човечките ресурси на земја како Украина. Многу пати низ историјата таа почва уште од 4000 години пред наша ера било мост каде што се случувале главните битки и пресврти од која што зависела денешната иднина и Европа која што ја гледаме. Ви благодарам. Слава на Украина.